почитувани медиуми, барам да се дополни дневниот ред на денешната седница со предлог на автентично толкување на членот 7 ставови 2, 3 и 4 од Законот за игри на среќа и на забавните игри. Имено Законодавно-правната комисија на 8-та седница одржана на 6 август 2024 година го разгледа барањето поднесено од група на пратеници за давање на автентично толкување на членот 7 ставови 2, 3 и 4 од Законот на игри на среќа и на забавните игри, и на истата седница утврди дека има потреба од давање на автентично толкување на овие членови. Барањето за давање на автентично толкување произлезе од причина што со ставот 2 од постојаната одредба е прецизирано дека лотариските игри на среќа, освен томболата од затворен тип, Република Македонија самостојно ги приредува со основање на трговско друштво за приредување на игри на среќа во кои Република Македонија е содружник или акционер со најмалку 51% од основната главнина. Од страна на владата основано е трговско друштво со доминантна собственост на Републиката, Државна лотарија, со што е запазена самата одредба во однос на основањето на едно друштво кое што приредува лотариски игри на среќа. Но во пракса, спротивно на ова, се случува основање на повеќе трговски друштва со 51% собственост на Државна лотарија со различни приредувачи кои што можат да приредуваат електронски интернет игри на среќа наместо едно трговско друштво. Од тука, како што кажав, Законодавно-правната комисија, имајќи ги предвид причините поради кои што беше поднесено барањето за давање на автентично толкување, како и земајќи во предвид мислењето на владата, оцени дека истото е оправдано, поради што изготви предлог на автентично толкување на членовите 7, ставови 2, 3 и 4 од Законот за игри на среќа и забавните игри. Благодарам.